прашува некој нас илјадниците македонци врз кои беа вршени репресалии, од кои стотици минавме во логорите и затворите на социјалистичка Бугарија, поради единствениот престап дека се чувствуваме македонци. Не прашува ли некој како издржавме во логорите и затворите? А дали некој знае колку мајки, татковци, сопруги беа расплакани во скоро 40 години народна власт? Знае ли некој? Ако сака некој да ја дознае вистинската состојба во Пиринска Македонија, нека ги отвори сефовите на државната безбедност во Благоевград. Таму се наоѓаат досијата на стотици, а можеби и на илјадници македонци, осудени за дела за кои во цивилизираните држави никој никогаш никому не му суди. Јас сум Атанас Трајков, Мирчев од село Клуч од Петричките села. Сакам да го кажам ова. Во 65-та година убија две момчиња. Едното многу пееше македонски песни, се викаше Ѓорѓи Гецев. Едното беше 18 годишно момче, ученик, што току завршил. Го убија и него. Тој му беше другар на другото момче. А бидејќи сака да излаже командирот на караулата, тој лажеше дека сака да бегат за Грција. Јас го дознав тоа во текот на денот, дека се голи и дека се убиени со пушка, велам, има убиени момчиња. Вечерта дигнав толкава тревога, а тој ги лаже таткото и мајката, вели дека сакале да пребегаат за Грција. Јас не знам од каде ми беше таа храброст, но кажав, тоа не е точно, момчињата се убиени. И наредниот ден навистина се организиравме. Некаде околу 150-200 луѓе заминавме горе на Беласица да ги бараме овие деца каде се. Војниците беа присилени, ги пронајдоа. Ги најдовме овие момчиња, ги симнавме долу, ги измивме и подготвивме се. И на крајот за таа работа бев кај истражниот судија. Бев 10-12 дена како организатор на групата и повторно лежев в затвор 1 година. Пред тоа в затвор лежев 9 години како македонец, бидејќи требаше да го поддржувам македонскиот дух во Пиринскиот крај. Јас многу одамна работам во оваа организација и за таа работа тогаш ме открија. Да му е на здравје на еден предавник од Петрич, се вика Кирил Којчев Томов, и ме осудија на 9 години затвор. Жално, навистина жално за правна држава, каква што претендира да биде